период, од мај, дел од мај, јуни, јули, па и август, во беседи кои беа така повеќе соодветни на овој пандемиски период и крајот на август и некако крај на одморите и на сите други работи кои се поврзани со летото, така да од следната недела ќе се вратиме на наша рутина, изучување на Второ Коринтени и со ова ќе завршиме некако со овие беседи кои беа така под поттиком повеќе вера и во Бог и сигурност во Него. Денес ќе говориме за слушањето, што сме слушале. Во миговите обично на болка, на загуба, на тага, на притисок, слушаме, сакаме да слушаме едни работи, кога ни јарно сакаме да слушаме други работи. Има една мисла која вели дека ние всушност се претвориме во она што најмногу го слушаме. И слушавме многу работи овој период, но како слушавме? Дали слушавме? И сето тоа зависи од тоа што навистина сакаме постојано да слушаме. Има еден вистински случај, комичен помалку, а и страшен. 51 година, значи пред 70 години, кој патнички авион кој патувал над Алпите, кон Англија, кон Лондон, ги загубил моторите, почнал да се спушта авионот, да се доближува до врвовите на планините и сите испаднале во паника. И се разбира во такви ситуации, луѓето се молат и ветуваат на Бог многу работи. Ако само Бог да ги спаси, ќе направат многу работи. Пилотот останал така присебен и успеал да го приземи авионот, нашол некоја соодветна пољана и успешно го приземил авионот. Во авионот патувал некој многу познат комичар, американски, кој патувал кон Лондон на турнеја. Кога се симнал авионот, кога слетал авионот, настанала тишина. И тој, сакајќи да внесе малку и хумор и расположение, кажал нешто кое е голема вистина. Рекол: сега, дами и господа, откако помина опасноста, може да се вратите на вашите грешни навики и вашите зли дела. Поминал па тоа што ветивте, веќе се спасивме. Идејата е дека има моменти во кои што ветуваме, кога ни е тешко, кога ни е добро, сакаме да слушаме и реагираме на поинаков начин на работите. Овој циклус на проповеди, кратки проповеди во 4 глава, е одбележен со едно прашање на Христос или едно предупредување за тоа како слушаме, тоест кој има уши да чуе или што слушате или како слушате. А крајот пак е едно чудо на избавување на учениците од опасност. Исус со учениците беше во брод, пловеше низ Галилејското езеро, Христос заспа, настапи силна бура, страшна бура, толку силна, толку страшна, што бродот почнал буквално да потонува, да тоне. И тогаш учениците во страв го разбудија Христос и тој ги спаси. Но она што претходи на ова чудо, и секој чудо, како што многу пати кажавме додека ги изучувавме чудота и ги продолжуваме да ги изучуваме, тие се еден вид проповеди ставени во еден соодветен контекст. Сите чуда одговараат на некаква поука која учениците ја чуле и треба да бидат утврдени преку тоа чудо. Така и со ова, затоа ни е важно да видиме во каков момент се случува сето тоа, тоест која е целта на Христос преку тоа чудо
да оствари со учениците. Она има неколку проповеди претходно и ние ќе тргнеме со она од 21 стих. И кажа Христос: се внесува ли светилка, поставува реторичко прашање, се поставува ли светилка да свети под вршник или под легло, или да се стави на високо? Зашто нема скриено што не ќе биде откриено, или што е тајно, а да не излезе јавно. Кој има уши да слуша, нека чуе. Првото нешто што во овој контекст, во ова низа на предупредувања го прави Христос е, ја кажува природата на светлината. Која е природата на светлината? Да свети. Светлината или изворот на светлина треба да шири светлина. И затоа би било сосема глупаво некој кога поставува свеќа или сијалица да ја стави во некој ќош под кревет. Немало е, таа треба да се стави на таван, да се стави на место од каде што ќе шири светлина, зашто тоа е природата на светлината, да свети. Светлината осветлува, светлината покажува, светлината разјаснува. Светлината ги покажува, ги вади на виделина нештата кои се скриени, инако невидливи во темнина. И ова, кога го говори ова Христос, тој го кажува за го има во предвид Божјото царство. Тоест го има во предвид Словото. Словото или улогата на Словото е токму таа. Да раскрива, да осветлува, да дава јаснотија. И Бог како Бог кој се открива, неговата цел е да осветли. Неговата цел е да ги открие нештата, да ги постави на видело, на откриено, на светло. Оние што сакат да ги чујат вистините за Бог, тие се светлина за нив, ќе ги разберат. И ништо од тоа што Бог го открива нема да остане тајна за секогаш. Еден ден секој ќе ги види тие светлини, ќе ги чуе. И сега контекстот е овде ка слушањето. Има луѓе кои сакат да ги слушнат тие работи, има луѓе кои не сакат да ги слушнат тие работи. Има луѓе кои слушат она што им одговара, избираат она што е по нивниот вкус, а сето друго го остават во темнината. Но светлината не може да се сокрие, вели Господ Исус. Таа пак ќе се открие, таа е јасна биде. Не може да се ги затвориме очите за вистината, меѓутоа таа пак ќе прска, пак ќе осветлува. Можеме да се криеме, таа пак ќе не огрее. Идејата на овдека на Господ Исус дека еден ден секој ќе мора да потврди дека да, таа е вистината. Да, Словото е светлина која осветлува. И од тука продолжува сега Христос и вели: затоа внимавајте што слушате. Со каква мера мерите, со таква ќе ви се мери. Тоест, со други зборови, од тоа што сакате да слушате, ќе зависи какви мерки ќе имате во светот. Што ќе одмерувате, што ќе одсекувате за вас, да биде вашиот живот. Од тоа што сакате да слушате, ќе зависи какви стандарди имате во животот, какви мерила имате во животот, со какви мерки ги мерите нештата. И од тоа на крајот ќе зависи и каков живот ќе живеете. Од тоа зависи што ќе имате во животот. Ако сакате да слушате работи не од светлината, од темнината, ако сакате да слушате, да се храните душата, да ја полните со ѓубре, ѓубре ќе има во вашите. Тоа ќе биде вашите стандарди, вашите мерила. Луѓето се ги подпевнуваат оние песни што сакат да ги слушат, што ги им се допаѓаат. Луѓето ги кажуваат оние зборови што им се допаѓаат да ги кажат. И луѓето ги живеат оние нешта во животот кои ги сакат.
Ако Словото за нас е нешто здодевно, единствено нешто што ќе одмериме, ќе биде здодевност од тоа Слово. Ако верата во Бог ни е наивност, тогаш единствено таа вера што ќе одмериме и ќе добиеме во нашиот живот ќе биде една наивност, глуповост. Ако Христовите зборови на вера, на утеха, на надеж, са утеха, надеж, вистина за нас, тогаш ќе одмериме надеж и утеха. Со каква мерка мериме, со таква мерка ќе ни биде нам одмерено. Од тоа што сакаме да одсечеме, тоа и ќе добиеме во нашиот живот. А се се сведува на тоа со што сакаш да се полниш. Кој е твојот вкус? Темнината или светлината? Кој е твојот копнеш? Велат човекот е она со што се храни. Човекот е она што го јаде. Зашто она што го јаде, тој го конзумира и тоа станува дел од него. И со текот на времето се гледа човек што јаде, како се храни. Исто е и во поглед на она што го слуша, во поглед на вистината или измамата. Од она со што се храни, ќе зависи што ќе биде тој. Дали ќе биде човек кој живее во вистината или ќе биде постојано во една измама и во една илузија, хранејќи се со таа измама и со таа илузија. И многу нешта кажавме овие недели во поглед на ситуацијата во која се наоѓаме, надежта во Бог и така натаму. Додека сме овде слушаме, но после што станува со сето тоа што го слушаме? До кога трае тоа во нас? Библијата е леп за секој ден. Словото на Бог е леп за секој ден. Меѓутоа, за жал, многумина Библијата ја претвораат, или Словото го претвораат во торта. А тортата се јаде само во некој посебен момент или во недела може, со неделниот ручек. Библијата имаме само на служба, во недела и забораваме за неа. Зошто? Зашто други работи го галат нашето уво, други се нештата што сакаме да ги слушаме. Така, има една лична одговорност. Светот, ние се чудиме кај оди светот. Деца уште не почнале да зборат како што треба, веќе знаат да псујат. И тоа на големо. Ами од каде ги слушат тие работи? Од кај учат? Не учат од дома, учат од нивните. Со тоа ги полнат, со такви нешта ги полнат нивните глави. Ги полнат нивните умови со незадоволство, со критика, со оговарања. И стануваат такви, слушат такви работи и стануваат такви луѓе. Светлината свети. Постојано свети, не можеме да ја сокриеме. Прашањето на Христос е што слушаме. Внимавајте што слушате. Внимавајте и сега во оваа време во кое живееме, што слушате. Слушате ли пораки на безнадежност или слушате пораки на утеха и надеж од Словото? Сите луѓе кои сега во овој период испаднале во некоја паника заради таа криза во која сме, испаднале бидејќи премногу били окупирани со оваа ситуација. Цело време она што слушале било страшните вести. И човек, ако постојано слуша такви вести, нормално дека ќе живее во паника. Човекот денес буквално е бомбардиран со страшни вести. Бомбардиран е со страв. И стравот е тој што го контролира сега. А во стравот човекот може да биде најлесно контролиран. Ме чуди, пред некоја недела, еден истакнат доктор во Македонија, како песимистички и со колку страв, тоест со колку сериозно говореше за овој проблем со вирусот, иако на почетокот во март велеше ова не е ништо.
ова е обичен вирус, како настинка. И сега кога го слушавме, фати отпрвен страв. И потоа си рекувам, зошто сега тој човек така го смени мислењето? И потоа имаше еден коментар дека еден голем дел од болните од овој вирус се лекуваат во неговата болница. И си мислам, и потоа имаше не други коментар од еден друг истакнат лекар, кој не можеше да не го спомне фактот дека во оваа сега ситуација многу луѓе профитираат многу. Дека многу гранки во медицината многу профитираат. Дека некои структури на луѓе многу профитираат. И навистина е така. Кај е вистината? Не знаеме вистината е во Божјото Слово. Што слушаме? Што ќе слушаме понатаму? Утехата од Бог или стравот на овој свет? А ќе го слушаме она што сакаме да го слушаме. Се зборавме со едно девојче, вели, кога слушам проповеди од црква, ми се спијам. Ми се спие. И до мене ме израдува едно друго нешто, дека не е тоа само кога аз проповедам, и кога други проповедат, пак и се спие. И ја прашам, добра, кога гледаш турски серии, ти се спие? Дека не ми се спие тогаш. И зошто не ти се спие кога гледаш турски серии, а кога слушаш проповеди, ти се спие? Што сакаме да слушаме? Што ни значи? Тоа. Затоа, внимавајте што слушате. Едното носи живот, другото носи смрт. И дека навистина тие промени се, или тие процеси на дејство на Словото се вистина, го кажува со примери. Божјото царство прилега на човек кој фрла семе. И што се случува со семето што го фрламе? Земјоделецот ќе го фрли, и потоа не оде секој ден да гледа, не копа во земјата, тоа семе полека ќе се пушти корен, малку стебло, ливчиња. Земјоделецот оди, има донаседна нива, собственикот 3 пати ја посетува само таа нива. Еднаш кога ја ора, есента, потоа ја сее и на крајот доаѓа да ја пожнее. 3 пати доаѓа. И тој зошто не доаѓа секој ден да гледа што се случува? Зашто знае дека штом посеал жито, ќе дојде ден кога треба да го жнее. Знае кога треба да дојде да го жнее и доаѓа. Тоаш праќа еден комбајн, комбајнот ќе го жнее, ќе собере житото и си оди. Сигурно е тоа. Штом посееш жито, житото ќе расте. Така вели и Божјото царство. Ако го сееме семето во нас, утехата, надежта, радоста ќе се случува. Зашто Словото, Божјото Слово е вистина и тоа не е само хартија, туку е живо. Има неверојатна сила да променува. И тој процес е бавен, но е сигурен. Не мора секој ден да наблюдуваме, но кога тоа семе ќе се посее во нас, ќе помине месец, 2, година, и со текот на времето гледаме како се утврдува во нас, како не променува, како од луѓе кои сакале едни работи, сега почнуваат да сакат други работи. Луѓе кои збореле едно, сега зборат друго. Но тоа не е само со Словото така, така и со другото. Она другото што го слушаме. И тоа не променува. Ако постојано сме во отпадокот на светот, голтемото, ќе не менува да наликуваме на тој отпадок. На крајот си има плод, си има жетва. Или од едното, или од другото. Ако се храниме, слушаме од Словото, од едната страна ќе има плод на радост, ќе има плод на светлина. Ако се храниме со друго, на крајот ќе има една жетва. Жетва која ќе биде полна со трни, полна со нечистоти, полна со лоши работи. Следната ваква парабола исто во насока на утврдување на таа вистина дека Божјото царство на вистина расте, има сила. Ако го слушаме Словото, тоа Божјото царство ќе расте. И го споредува како со синапово зрно.
Тоа е многу мало, ситно зрно. Но ако се посее во нас тоа мало зрно на вера, на слово, ќе расте. Ќе расте до таа мера што ќе стане големо дрво. Едно зрнце станува големо дрво. И наоѓа утеха, се засолнуваат небесните птици. Божото царство е толку големо што ќе ги собере сите. Ќе даде мес, ќе даде утеха, ќе даде спокојство, ќе даде надеж за секого што го бара. И кога завршува сега со овие насоки што ги кажува, веќе е крај на денот, се случиле многу работи во тој ден. Христос во тој ден прво лекуваше во Капернаум. Избрка демон од еден човек. Беше во конфликт со фарисеите. Фарисеите, кога го избрка тој демон, рекоа: еве, ти си од ѓаволот. Ти со ѓаволот ги правиш тие работи. Па дојдоа мајка му, браќата и сестрите да го земат, зашто мислеа дека е луд, зашто спори со фарисеите. Потоа ги кажуваше тие проповеди, тој беше во бродчето, заедно со учениците, народ беше на брегот, тој проповедаше и се стемни, стана доцна. И веќе, кога завршува денот, вечерта на истиот ден, кога ги каже овие проповеди, кога ги даде овие предупредување за слушањето, им рече на учениците, и се ова е ствари важниот текст за нас, им рече на учениците: додиме на другата страна. И напуштајќи го народот, го поведа Исус со себе, кој беше во коработ, а и други кораби беа со него. Потоа се дигна силна бура, а брановите се префрлуваа преку бродот, па тој веќе тонеше. А тој спиеше кај кормилото на перница. Тие го разбуди и му рекоа: учителе, зар не си загрижен што гинеме? И стана, му се закани на ветрот и му рече на морето: стивни, молкни. И ветрот стивна и настана длабока тишина. Тогаш им рече: зошто се плашите толку? Зарем немате вера? И ги опфати голем страв и говоре еден на друг, кој што и ветрот и морето му се покоруваат. Значи, овој настан, ова чудо, не е случајно, се што се случува во рамките на Христовото служење во точно определениот момент. И ова е во точно определен момент. Исус Христос беше уморен. Им рече: додиме на другата страна да се одмориме. Тргнаа кон Декаполис, тоа од другата страна на Галилејското езеро, кај што живеат неевреи, живеат елини. Додека пловат, езерото го зафаќа силна бура. Толку вели бурата што брановите се кревеле над бродот, повисоки били од бродот. И го полнале бродот со вода и бродот почнал веќе да тоне. Учениците се уплашени дека ќе умрат. И се овие ученици не се било кои, тие цел живот го поминале во бродови. Биле рибари. Галилејското езеро го знаеле на памет. Петар, Јаков, Јован се од Капернаум, тоест од мали нозе пловеле на тоа езеро. За да се уплашат до таа мера, што мислеле дека ќе умрат, покажува дека навистина била страшна ситуацијата. Навистина нивниот живот бил загрозен. И додека тие се плашат, уплашени од страх, Исус пие. Представете си какви бранови имало. Бродот бил туркан натаму наваму, заливан со вода, а Исус пил спокојно. Толку што тие бранови не можеле да го разбудат. Исус немаше не беше во ситуација да спие спокојно, ако го споредиме со учениците. Фарисеите наумија да го убијат. Против него почна заговор од водачите на општеството. Против него се кренаа најважните луѓе, елитата, се намера да го убие. Тој стана непријател на највлијателните луѓе во тоа време. И не само тоа, тој беше обвинет, беше доведено во опасност неговото служење, беше обвинет од таа елита дека
сето тоа служење е од ѓаволот, дека тоа е син на ѓаволот. Тоа само малку време пред да се случи таа бора, пред тој да легне да спие. Сериозно обвинение. Назгоре на тоа, неговите најблиски го предадоа. Пишува дека кога беше обвинет од фарисеите дека е син на, дека работи преку Велзевул, пишува дека браќата, сестрите дојдоа да си го приберат зашто мислеа дека е луд. И на крајот на криштата едни ученици има покрај него што се труди да ги учи, а тие цело време мислат за други работи. И покрај сето тоа Исус спиеше. Спиеше зашто тој слушаше она што треба да го слуша. Го знаеше она што треба да го знае. Учениците уплашени го разбудија и му рекоа: ти нели се грешиш за нас што гинеме, не ти е гајле што гинеме сите? Сега, тие го имаат на бродот Бог. И Петар веќе знаеше, нели, тие уште на почетокот кажа: ова е синот Божи. Натанаил тоа го рече, царот на Израел. Представете се, ти си на бродот со Бог и умираш заедно со Бог. И Бог ќе потоне, ќе се удави и веќе нема Бог, сите се давиме. Колку е абсурдна сета ситуација. Бог е со нив во бродот, а тие се плашат дека ќе загинат. Сега, сигурно било многу страшно за да го разберат. И она што овдека прави пак впечаток е што таа силна бура не го разбуди Исус, тие бранови не го разбуди, ама меѓутоа викот на учениците го разбуди. Тој се разбуди кога учениците почнаа да викат: учителе, ти не ти е гајле за нас. И стана и ја смири бурата. Покажа дека тоа е никаков проблем. И тоа е она што тука се покажува срцето на Христос. Тој не беше загрижен за себе што е обвинет, не беше загрижен за тоа што му спремаат смрт. Меѓутоа, кога учениците викнаа, тој стана, се разбуди. Им кажа: зошто се плашите? Што се плашите толку? Зар немате вера? Кој е основниот проблем овдека на учениците? Зошто Исус им кажа: зар немате вера? Зошто ги праша? Одговорот е во самиот почеток на овој настан. Христос им рече: ајде да отидеме на другата страна. Цел ден пред тоа тој кажуваше: внимавајте што слушате. Кој има уши да чуе, нека слуша. Што слушнаа учениците? Тие ги слушаа брановите, го слушаа ветрот, слушаа како крцка бродот, како тоне, но не го слушнаа главното, она што Исус им го каже, она што Бог им го каже. А Бог им кажа: одиме на другата страна. А ако Бог рече: одиме на другата страна, одиме на другата страна. Христос не рече: одиме да се давиме сега. Христос рече: одиме на другата страна. Што слушаме? Што слушнаа учениците? Не го слушнаа најважното. Дека одат на другата страна. Ако Христос рекол дека одат, какви бранови да има? Они ќе бидат на другата страна. Се покажа дека учениците ништо не чуле целиот тој ден. Слушале, ама ништо не чуле. Проблемот е и со нас. Кој знае кај им биле мислите? Може би се фарисеите се расправаа со него. Се и по нас ке тргнат. Може би се мисле: ама Христос има сепак план и на крајот пак ќе стане тој цар и ние ќе бидеме негови. Не знаеме што влегувало во нивните мисли. Но она основното што Исус го говореше не влезе во нивната глава. Што слушаме, тоа е важното. Како слушаме? Христос ни ветил дека е со нас преку сите денови до крајот на светот. Тоа е со нас. Што е да има? Што е да се случува? Тоа е со нас. Секогаш, во сите денови до крајот на светот. Тој ветил дека што е да се случи на земјата, ние ќе бидеме со него во Божјото царство. Тој не го ветил тоа. Тој ни кажал, ни открил вистината дека овде на земјата не е нашиот дом и дека овдека на земјата нема да ја најдеме конечната радост. Тој ни кажал дека на небото, тамо ќе искусиме
вечна радост. Тој ни кажал дека и во бурата, и кога тонеме, тој ќе биде со нас да не држи на површината. И кога има бранови, тој ќе го смирува на крајот бродот. Црквата е брод што не тоне. Црквата е брод кој го управува Христос. Учениците се мислят дека Христос спие. Да, Христос како човек спиеше во своето човечко тело. Ама Христос како Бог не спиеше. Како Синот Божи во неговата божествена природа беше таму. И во божествената природа тој имаше контрола над се. Зашто Бог не може да заспие. Бог не може да загуби контрола на нештата. И ова бура сега, епидемиска, е повторно во контролата на Бог. Се клати овој брод на човештвото. Ама Бог ќе го смири. Тој ќе каже, смири се, прекини, молкни, стивни и ќе се стивне во неговото време. За нас е важно додека е бурата да внимаваме што слушаме. На што се фокусираме нашите уши, нашето внимание. Ако цело време сме закопани, заробени во овие страшни сценарија, прогнози, заговори, така натаму, тоа ќе биде и нашиот живот. Тоа ќе бидеме ние, едни уплашени луѓе кои секојдневно ќе се будат со страв дека денес можеби ќе е последниот ден на животот. Ако го слушаме она што Христос не го ветил, тогаш нема да се плашиме толку. Тогаш ќе имаме сигурност и надеж. Што слушаме? Од тоа што слушаме ќе зависи и што ќе бидеме. Силни во Господа или уплашени во стравот на овој свет. Се справиме да се молиме.